Темата на денешната пресконференција е Дрисла. Полека, но сигурно времето покажува дека практично каде и да чепнете подлабоко во сделките на ВМРО ДПМН, секаде извира криминал. Фамозната сделка помеѓу санитарната депонија Дрисла и италијанскиот конзорциум ФЦЛ Амбиенте, вредна 74 милиони евра, падна на управен суд. СДСМ од почетокот предупредуваше дека ова партнерство е спорно. По тужбата поднесена од страна на второрангираниот понудувач германскиот конзорциум Шолц, минатиот месец управниот суд ја прогласи за неважечка продажбата на депонијата. Ова ги отвара следните прашања. Дали градоначалникот на Скопје, Гоце Трајановски, ќе ја понесе финансиската и политичката одговорност за ваквата сомнителна сделка? Второ, дали управниот суд ќе ја донесеше истата одлука ако постапка покренеше домашна, а не германска фирма? Трето, за каква правна држава зборуваме, ако гарант за правдата во Македонија не е правната држава, туку германската амбасада? Овој случај ги потврдува сомнежите дека кога станува збор за тендери, власта не ги бира фирмите кои се најповолни за остварување на интересите на граѓаните, туку оние фирми кои се погодни за остварување на бизнис интересите на владеачката партија. Го повикуваме премиерот Груевски итно да се откаже од скапите реклами со кои повикува странски инвеститори, бидејќи и најскапата реклама не може да ја покрие антирекламата направена со ваквите сомнителни сделки. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете.